Како и да е, ви изминува време, се наговестува завршување на основниот проект на тоа скрнавење на автентичноста на градски трговски центар, се наговестува подготвување на елаборат за заштита на објекти за кои што ние сметаме дека немаат таква културолошка вредност. Значи се подготвуваат чекори, буквална една конфронтација многу силна поднос заради тоа што потекнува од власта. И ние тука она што можевме да направиме и што еве го смисливме базично на законите кои владеат по држава, тоа е според законот за референдум, да се спроведе референдум на територијата на општина Центар, што како иницијатива го предадовме до градоначалникот. Драго ми е што тој процес сега тече, сега сме во период на подготовка на таквото нешто, но навистина ќе ми биде уште подраго ако инвеститорот на проектот пројави добра волја и разговара. Јас не викам да се повлече, јас само сакам да седнеме на маса и да се договориме што да правиме со просторот кој што е толку вреден за граѓаните. Вреден од функционална, естетска, историска, пред културолошка смисла. И уште нешто. Мислам дека тоа би било гест не само на политичка добра волја, туку на покажување на, можеби не можам да кажам политичка култура, али партиска дефинитивно, затоа што се работи за таков специфичен општествено-политички амбиент во кој што функционираме. Дури мислам и дека актуелната власт би добила поени. Но тоа е моje лично мислење, не мора да значи ја не сум политичар. Само морам да, сакав да го iscitiram и Ранко Радовиќ, професорот од Белград, кој што е од светско ниво и кој што исто така ме учеше како што ме учеше авторот на проект, професорот Живко Поповски, авторот на ГТЦ, дека ние сме одраз на ова време, фактички. Малце треба да се изрелативизира нашиот став. Ние стоиме зад него, меѓутоа неговата вредност, вистинитост, суштината, историјата ќе ја искаже. Ова го врзувам со архитектурата како феномен на живење, а не, да кажеме, на правните аспекти кои што овдека по правило, мислам, тоа е контекстот на собирот. Не само затоа што сум заљубеник во мојата професија, туку зашто навистина длабоко верувам дека колку што е одраз на општествените состојби архитектурата, толку таа и може да возврати, да влие, но за тоа е потребно многу време. Тоа би сакала, да добиеме време, но и да добиеме можност. Значи, не е здраво да се спречува изблик на знаење. Во ваква ситуација буквално се потврдува дека глупоста нема граници. И сега не е убаво да употребуваме термини како глупост, како нешто што е, не би требало да се навредуваме. Иако периодот што измина навистина е навредлив не само за мојата професија, туку за господинот граѓанин како тако.